Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Заврши самитот Европска унија Западен Балкан во Тиват. Брисел останува посветен на проширувањето, но со земјите кои ќе го изодат пристапниот процес. Кои се заклучоците? Ивана Соколовиќ најдова. Така, Маријан, заврши самитот во Црнагора во Тиват, каде што на едно место заедно со европските челници седнаа на маса и лидерите од 6 земји од регионот. Од Брисел денеска беше испратена пораката дека проширувањето е високо на агендата на самата Унија, меѓутоа ги повторија нивните ставови дека процесот на интеграција ќе се заснова исклучиво на заслуги и ги повика државите од Западниот Балкан да го искористат моментот и да ги забрзат реформите, бидејќи како што рекоа, процесот на заслуги значи динамичен процес кој што треба да се движи побрзо. Од друга страна, во Тиват беше пофалена самата Црнагора како земја која што предничи во исполнувањето на врските кон полноправното членство, дури добија и уверување дека 2028 година е возможна амбиција за таа да стане 28-та членка на Европската унија, пофал би добија Албанија, а од друга страна беше најавено дека ќе почнат и преговорите за оној проект за бесплатен роуминг во сите земји во Европската унија. Еве ги праките кои што од Тиват ги испратија и Антонио Кошта и Урсула фон дер Лајен. Европската унија останува посветена на проширувањето кон Западен Балкан, но спроведувањето на реформите останува клучен приоритет за полноправно членство. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта по завршувањето на самитот во Тиват испрати порака до земјите од Западен Балкан да го искористат сегашниот моментум и да ги преземат сите неопходни чекори за забрзување на нивниот напредок на патот кон ЕУ. Новите предложени идеи се само дополнителна помош за забрзување на интеграциите. The Western Balkans are an integral part of the European Union's future. Their accession remains our priority and a crucial geopolitical investment. The process is and will remain grounded on merit and credible reforms. At the same time, our discussion today showed our shared ambition to deliver as soon as possible on enlargement. That's why we are considering new ideas to streamline and accelerate the process, to increase trust in the European Union and increase the motivation of the Western Balkan partners. Кошта им порача на земјите од регионот дека за Брисел се важни добрососедските односи и регионалната соработка за да се обезбеди безбедност и стабилност на регионот. Шефицата на Европската комисија пак го повтори ставот дека без реформи невозможно е придвижување во процесот, а интеграцијата останува заснована на заслуги. Enlargement is a geostrategic imperative for us and the long-term investment in our peace, our stability and our security. It will remain merits-based, but it must become more dynamic. You could hear it also from my friends here on the podium, because merits-based does not mean slow. Merits-based means fair and predictable. In other words, it means when reforms are delivered, then progress on the path of accession to the European Union must follow. And this is what we want to do, to reward reforms with real integration. По самитот во Црнагора, европските челници порачаа дека постои решителност за европската еднина на Западниот Балкан да стане реално што е можно побрзо. Ја пофалија Црнагора за напредокот кој го прави и потврдија дека амбицијата таа да стане 28 членка на Унијата до 2028 е достижна. Пофални зборови за спроведувањето на реформите доби Албанија. Потврдено беше и започнувањето на преговорите со Украина и Молдавија, а стартуваат и преговорите за воведување на проектот роуминг како дома во земјите на Европската унија. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Да, Ивана, ова се пораките од самитот, но кои се анализите на експертите?
Така, по оние предложени идеи кои што ги слушнавме денеска од Црна Гора, кои што, како што рече, кошта се само една дополнителна помош во забрзувањето на интеграциите, експертската јавност не гледа како гаранции кои што ги бара Македонија, туку како едно уверување дека процесот се движи понатаму. Да ги слушнеме и нивните пораки. Не сум сигурна дека е гаранција од типот која што ја бара владата во контекст на билатералните прашања, меѓутоа е одредено уверување, односно промена на процесот во кој што меритократијата, односно доколку ги затворите кластерот 1 до кластерот 5, а воедно и со согласите со надворешната политика на ЕУ, ќе имате преферентен пристап до заедничкиот пазар од типот што го има Европската економска заедница. Но повторно мислам дека тоа ќе треба да видиме како ќе се операционализира во пракса. Да, предлогот на францускиот претседател Макрон и германскиот канцелар претходно Мерц ги промени очекувањата и внесе доза на оптимизам кај лидерите од Западен Балкан. Наместо со децении да се чека пред затворената врата на Европската унија по принципот се или ништо, Париз и Берлин нудат модел каков што досега немало на маса. Суштината на најновиот француско-германски нон-пейпер е воведување на систем каде што секој постигнат напредок дома носи соодветна награда и поголема вклученост во унијата, многу пред официјалното членство. Овој нов пристап нуди директни и конкретни придобивки за граѓаните и економијата во зависност од сработеното. На пример, доколку земјата ги исполни потребните стандарди, македонските компании би можеле пред време да добијат пристап до единствениот европски пазар, со што се отвараат огромни можности за домашниот бизнис. Понатаму, со затворање на соодветните реформски цели, македонските министри би добиле статус на наблюдувачи со право да учествуваат на состаноците во Брисел, додека граѓаните би имале пристап до европските програми за образование и дигитализација. Учество како наблюдувач без право на глас во одредени точки од дневниот ред на состаноците на Советот за надворешни работи. Условот е привремено затворање на поглавието 31, заедничка надворешна безбедносна и одбрамбена политика. Учество во одредени точки од дневниот ред на Советот како наблюдувач без право на глас. Услов за затворање на релевантните поглави од пристапниот процес стои во нон-пейперот. Но и покрај овие нови можности, француско-германскиот предлог јасно потенцира дека постепената интеграција не е замена за полноправно членство. Истовремено тој не ги заопиколува ниту оставните измени кои се услов за Македонија. За да ја почне постепената интеграција, со тоа и да ги користи бенефитите од предлогот, нашата земја ќе мора да ги отпочне преговорите условени со уставни измени. Германскиот канцелар Мерц порача дека за повеќе од една деценија застој во проширувањето, вината не е само кај кандидатите, туку и кај самата Унија, која мора да покаже поголема подготвеност и ефикасност. Токму затоа Берлин и Париз заеднички го предложија новиот нон-пейпер со цел да се улесни процесот и конечно да се размрда евроинтеграцијскиот пат на регионот. Präsident Macron und ich haben einen konkreten Vorschlag unterbreitet, wie wir jetzt in die nächsten Schritte gehen, wie wir die Erweiterung insbesondere einige der Staaten des Westbalkans ermöglichen können. Die Europäische Union muss zeigen, dass sie erweiterungsfähig und erweiterungswillig ist, und das wollen wir heute diskutieren. Премиерот Мицкоски е задоволен од средбата што имал со германскиот канцелар Мерц, а пофолни зборови имаше и за средбата со францускиот претседател, на што следеше и фотографија со цврсто ракување кој испраќа сигнал на партнерство меѓу Скопје и Париз. Кога се моменти кога практично Европската Унија, односно Европскиот Совет, јасно кажува дека процесот на проширување станува жив. Она што е наша задача како влада е да тој процес го зачуваме, да напредуваме, но истовремено достоинството да не го изгубиме, како што тоа беше пример во минатите децении кога станува збор за нашите македонски аспирации за членство во рамките на Европската Унија. Бугарскиот премиер Румен Радев и отиват подсети дека интеграцијата на Македонија зависи од уставните измени. Bulgaria is ready to help any country applying for membership, especially our brothers from North Macedonia. We have been waiting for them to fulfill finally the negotiation framework. All of us, we have consensus from July 2024, and we have been waiting for them to finally amend the constitution and to write Bulgarians in their constitution. It is very simple. Дека во Брисел правилата се менуваат преку ноќ и дека ништо не е сигурно. Најпластично опиша албанскиот премиер Еди Рама. There are three things you can't predict. Three.